Главен акцент во изминатите 7 месеци со сите расположиви сили, искуство и знаење во градскиот фудбалски клуб Осогово се ставени на подобрување на условите за работа во клубот, како од спортски, материјално-технички, така и од финансиски аспект. Условите на стадионот Никола Мантов во Кочани се подобрени, а клубот е консолидиран и се очекува да освои доволно бодови што ќе гарантираат сигурно место на табелата, односно најмалку да се обезбеди директно останување во лигата во наредната сезона, беше речено на пресконференцијата што ја одржаа управата и стручниот штаб на градскиот фудбалски клуб Осогово пред стартот на првенството во втората фудбалска лига. Во делот на инфраструктурата особено внимание и ангажман посветивме да го подигнеме нивото на одржување на главниот терен и подобрување на условите за тренинг. Резултатите, како што можете и вие да видите, дека полека се видливи. Малку по малку се видливи и подобрени. Тука, одма сакам да кажам, да дадам една благодарност до компанијата Антура, кој излезе во сосрет, да ни донира една косачка која е од голема важност за нашата работа, за одржување на теренот. Работеме посветено на подобрување на хигиената, на осовременување на условите во кои тренираат фудбалерите, како и на нивна спортска надградба преку обука за начин на правилна спортска исхрана, тактика и техника за работа и други активности што ги бара современиот фудбал. Успеавме да ја осовремениме домашната собликувална со нови клупи, со столчиња, поставивме клима уреди, го обновивме и просторот за туширање. Поставивме клима уред и во салата за состаноци, набавивме лаптоп, фрижидер и други работи кои се потребни за едно нормално функционирање. Во оваа прилика ќе ми дозволите од лично име како председател, а воедно и во име на членовите на управата, јавно да се заблагодарам на сите фирми кои подадоа рака и ја прифатија или ја обновија нашата понуда за соработка. Ви благодариме на сите затоа што ни помогнавте да ја наполниме со реклама новата конструкција на источната трибина, како и централниот зид на западната трибина. Овие средства за клубот се значени за консолидација и за подобрување на ликвидноста, а за нас се голема мотивација да продолжиме да работиме. Посветено да работиме и понатаму со крајна цел да имаме полни трибини на секој надпревар на кој игра Осогово, на домашен терен и на гостински. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам на општина Кочани, на градоначалникот, советниците и на вработените во општината за соработката со нашиот клуб и за поддршката која ни ја даваат. Од клубот упатија благодарност за соработката и до Општинскиот фудбалски сојуз Кочани, а шефот на стручниот штаб Крсте Крстев се осврна на предстојните надпревари во новото првенство. Подготовките ги започнавме на 14 јули, првенството започна на 23 август во сабота, одработени во целост, одиграни 6 контролни надпревари. Резултатите нема ни да ги спомнувам, бидејќи они се точно е репер, патоказ за моменталната форма, но не и пресудни. Но мислам дека од надпревар на надпревар, од тренинг на тренинг ја подигавме формата на фудбалерите и спремни ќе го дочекаат првенството. Околу засилувањата како во одбраната, така во нападот и плюс еден голман, јас сум задоволен. Грото од екипата од претходната сезона ја задржавме и како и јас и управата веруваме во континуитет и мислам дека и постоечките од претходната сезона се на повисоко ниво и со засилувањата Осогово оваа сезона може да биде рамо до рамо со сите екипи во лигата. Без разлика што можеби
пола од лигата се со поквалитетен ростер, пола можеби понеквалитетен. Ние ни претходно, ни сега, ни во иднина никогаш нема никого да прецениме, нити некого ќе подцениме. Исто така знаеме дека оваа сезона 5 екипи директно испаѓаат, 3 ќе играат бараж, што е дополнителен притисок, но мислам дека сите се навикнавме од јануари наваму секој надпревар да го играме под притисок и не е ништо ново. Ќе имаме тешки надпревари, но исто така сигурен сум дека и секој противник има тежок надпревар против нас. За резултати никогаш не ветувам однапред, но концентрација, ангажман од секој фудбалер, па и од секој во стручниот штаб на максимум ќе биде, тоа го ветувам и се надевам дека најмалку ќе имаме директен опстанок. А доколку не послужи спортска среќа, исто така нескромно ќе кажам, Осогово може да биде изненадување оваа сезона. Во првото есенско коло во новото првенство во втората фудбалска лига в сабота Осогово ќе гостува на соседското дерби на Каменица Саса. Во второто коло ќе биде домакин на екипата на Преспа од Ресен, која што во последен момент обезбеди лиценца за настап во второлигашкото друштво. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.